Самите вие гледате дека било каде да се појави господинот Амди Бајрам, насекаде следниот ден нашата ромска заедница постанува исмејувана. Значи, неговата вчерашна појава покажа уште еден силен гаф, каде што самиот призна дека тој е промотор на подкупување на ромските гласови. Тоа е директен атак сега кој што му е вршен и на премиерот, односно председателот на СДСМ. Секој денеска ми поставува прашање со што Амди Бајрам завчера или кога го постигна договорот со Заев, со што го подкупи. Оти он самиот рече дека тој е промоторот и дека тој е неговиот начин на соработка со политичките партии. Следно, навистина денеска сакаме да покажеме дека човекот кој игра 20 години со блеф, дека го представува ромскиот народ, дефинитивно треба да не биде јасно на сите на кои што не трпи со неговото вклучување во политичките, во владините коалиции, не трпат ниту турците, ниту власите, ниту србите. Трпи ромскиот народ. Прашање што е она, на кој начин влегува Амди Бајрам и што е интересот на Амди Бајрам по секоја цена да влегува во владина коалиција. Значи, не е прашањето негово кој што го поставува тука он, дека ромите не можат без власта. Амди не може без власт. Со своето семејство. Тој не може да живе. Допред неколку дена сите негови деца беа надвор од државата. Веднаш по усогласувањето со СДСМ дека ќе се постигне коалиција, сите негови деца се во Македонија. Значи, овде дефинитивно мора да се знае дека Амди Бајрам не може да живе без власт. Следното прашање кое што доаѓа. Зошто нашиот почитуван коалиционен партнер во името на целиот ромски политички корпус, зошто Амди Бајрам го аболицира? Ово е директно аболицирање на Амди Бајрам со неговото вклучување во владината коалиција. Кога самата владина коалиција има доволно пратеници кои што не е он исклучителен за да може да издржи оваа коалиција. Се надевам дека со огромниот ангажман на партијата на СДСМ веќе се има огромен интерес и други пратеници да влегуваат во оваа коалиција. Нам, на целиот ромски политички корпус, не загрижува, сериозно не загрижува, пошто заслужува Амди Бајрам да биде аболициран. Ова е практична политичка аболиција на Амди Бајрам. И од тие причини ние сакаме оваа ситуација да разголиме и да де-факто докажеме дека он речиси на секои локални избори во Шутор Изери е губитник. Еднаш му ја седе победата на куцу. Целиот ромски народ излезе како змија колона, беше пред центарот, пред владата и пред собранието да покаже дека победата не е заслужна. Сега на последните избори повторно се докажа дека тој тука е оголен и дека тој своето членство го задржува само со режим. Он свесен е дека ако не е во коалиција, ако не е во власта, он нема партија. И он може да функционира само доколку он е во власта. И затоа он вели, прикривајќи се преку ромскиот народ, вели, изјавува, ромите не можат без власта. Не, Амди Бајрам не може без власта. Останувате во коалиција или заминувате? Тогаш ќе одлучат органите на партијата, на која што јас сметам лично дека нема тоа така едноставно да биде. Ние сме спремни дури улични протести да направиме. Мојата партија е спремна дури улични протести да направи цела држава. Секако дека тој е исто такава опција. Секако дека и тоа е опција.